ВМРО-ДПМН ќе изготви своја верзија на законот за јавно обвинителство, а потоа овој предлог ќе биде дискутиран на ниво на работни групи. И покрај овие разговори, Заев е оптимист дека е на добар пат во законодавниот дом да обезбеди поддршка од 2/3 од пратениците. Вчера рече дека ако не се договори со ВМРО-ДПМН, опција му е независната пратеничка група. И тој сака европски закон како аргумент плюс пред Брисел. Ред е големите политички партии да најдат решение за ваква сериозно прашање, посебно кога са веќе завршена работа, односно предметите се обезбедени, во судот тие таму се имплементираат, треба да направиме структурен, суштински, европски закон за јавно обвинителство. И тоа гајлето на сите. Јас разговарам и со други пратеници нормално, имам надеж, добро се движат работите, треба сериозно низ материјата да се помине, незиното до унапредување во форма на квалитетен материјал за на крајот да веруваме дека може да се обезбеди двотретинско мнозинство. Високи партиски извори од ВМРО-ДПМН за Алфа велат дека денеска Тимчо Муцунски на советникот на Заев Бојан Маричиќ му ги пренел нивните забелешки за предлогот на власта, како неизбалансирано законско решение со кое не се гарантира независно обвинителство, кое не е подложно на политички злоупотреби. Префрлувањето на обвинителите од СЈО во обвинителството на Русковска и начинот на избор на нов јавен обвинител беа меѓу главните забелешки на опозицијата. Вице-премиерот Бујар Османи ги повика политичките партии да изнајдат компромис. Законот според него не е услов од Европската комисија, но големо внимание на него посветуваат Холандија и Франција.